Добро вечер, почитувани гледачи. Добре дојдовте во новото издание ВМРО ДПМН зборува, пратениците зборуваат. Вечерва ќе зборуваме на една многу интересна тема која ги засега сите. Дали индиректно или директно, сите се засегнати со економската состојба. Да зборуваме претходно на темата економија, граѓани, стопанство и македонското собрание, морам да ви го представам мојот драг и почитуван вечерашен гостин, мојот колега, пратеник Александар Јамалов, кој ни доаѓа од третата изборна единица од градот Велес. Добре дојде, Александар. Добро ве најдов, благодарам за поканата. Задоволство. Денеска ќе зборуваме за една тема која сите не засега, како што кажев. Значи ќе зборуваме за тоа како се започна онаа процедура на финансиска поддршка на стопанството, која ја реализира и ја потегна самата влада на Република Македонија, предводена од ВМРО ДПМН, нормално. Дали постои нешто со кое што се контролира таа финансиска поддршка? Дали постојат одредени механизми и се што превзема владата во смисол на тоа и многу побрзо да се реализира таа финансиска поддршка, заради тоа што брзањето е заради моментот граѓаните им е потребно да имаат квалитетен и достоен живот. Она што претходно во минатото се случуваше во Македонија беше за жал една голема трагедија која што не доведе до ова ниво кое што сме. Има надеж затоа што се реализираат проекти, се реализираат одредени работи, а секако ние како пратеници поддржуваме се што значи добар бенефит и добра иднина за граѓаните во Република Македонија. И сега да започнеме со нашата вечерашна тема граѓаните, стопанството и македонското собрание. Каква беше нашата улога како пратеници? Од каде сето тоа започне за да се реализира и да се обезбеди финансиска поддршка на стопанството? Бидејќи мораме да зборуваме искрено и отворено за стопанството. Вие најубаво знаете како стопанственик, како собственик, како човек кој што имал искуство во таа област. Точно така, вети. Ситуацијата која наследивме после 7 години власт на СДСМ и ДУИ беше многу лоша. После доаѓањето како нас пратеници во собранието и оформувањето на владата и во нашето предизборно ветување, односно предизборна програма која стана и владина програма, ветивме дека ќе ја зајакнеме економијата која зачекавме со 1,2% бруто домашен производ, односно тоа значи стагнација на растот и на економијата. Ние тоа го ветивме со директна финансиска поддршка на стопанството, финансиска поддршка на општините и изголемување на странските инвестиции во Република Македонија. Можем да ги потврдам сите овие три фактори, пошто пред некој ден испадна анализите од Заводот за статистика дека бруто домашниот производ во 2024 го завршивме со 2,8%, наспроти уверувањата на опозицијата дека ќе биде со 1% бруто домашен производ. Растот во последниот квартал од 2024 изнесуваше 3,2, односно 2,8 за целата година. Така да се гледаат одма ефектите од сите наши бројките се на наша страна. Во изминатиот период 250 милиони евра, односно 70 и нешто милиони за 2024 и нови 250 милиони инвестиции во општините, односно проекти директно кои ги засеѓаат граѓаните, решавање на нивните проблеми и директните странски инвестиции, што мене највеќе ме радува, изнесуваат рекордно највисоко ниво во 2024 1 милиарда и 255 милиона, односно во последниот квартал од нашето владење од 2024 400 милиони евра. Во 2025 веќе имаме најавено 300 милиони нови директни странски инвестиции кои ќе придонесат за зголемување на бруто домашниот производ на крајот на годината. Сега, најклучно што ни е директната поддршка на стопанството. Јас како стопанственик знам тоа што значи, знам што им значи на моите колеги, на моите соработници. 250 милиони директна помош на стопанството. Тоа е
со помош на унгарскиот кредит од 250 милиони евра, кој е во тек и е негова еволуација. Договорот за тој кредит беше склучен на 11 јули во Вашингтон на самитот на НАТО помеѓу премиерот Кристијан Мицкоски и премиерот на Унгарија Виктор Орбан. А на 14 септември ние како собрание, после донесената уредба на влада, имаше закон кој беше предложен од наша страна и го изгласавме на 14 септември со 64 гласа за, без присуство на опозицијата, која не го поддржа овој закон и која не го поддржа стопанството. Така, не се навикнати тие да поддржуваат нешто што значи добар бенефит за граѓаните, заради тоа што поддржуваа се она во минатото што беше многу заеми, многу кредити со кои парите исчезнува. Немаше контрола или немаше ништо од страна на институциите за да се знае трагот на финансиите, каде и нели сепак да има транспарентност и отчетност. Ова води кон прашањето од типот дали постои нешто од страна на институциите или владата со кое точно се дефинираат начините како може да се користат тие средства. Да, постои. Владата пред донесување на законот за заем од Унгарската банка донесе уредба и го задолжи Министерството за финансии заедно со Развојната банка да го водат целиот процес тие пари како да завршат до стопанствениците преку комерцијалните банки. Имаше донесено посебни услови во кои што ќе се користат тие средства. Така. Сега да продолжам со условите за кредитот. Кредитот е до сега историски со најповолни услови до сега. Значи со 1,95% годишна каматна стапка. Тоа не се случило никогаш во Македонија. Пошто знаеме дека комерцијалните кредити се со многу повисоки каматни стапки. Условите се едноставни, нема некои специфични, некои мали букви ситни во наводници. Значи условите се 1,95 каматна стапка на годишно ниво. Соки или пак некакви замки, Замки, да. За одредени категории, Да. за некои да не важат, бидејќи нели имаме искуство во минатото. Така. Бенефитот Пред да важеше кажам за директно за условите, сакам да кажам дека во минатото се случувало заложување на Република Македонија, изголемување на заложеноста, но не знаевме кај одат тие пари. Значи тие пари одеа само за социјални трансфери, за купување социјален мир пред избори. За разлика од сега, овој кредит е наменски, инвестициски кредит, стрикно за инвестирање во стопанството. Сега условите за овој кредит се 1,95% каматна годишна стапка, минимум 20% учество на самите фирми инвеститори, 3 години грејс период во кој каматната стапка нема да исплаќаат корисниците и 15 години отплата на самиот кредит. Кредитот не може да се користи за обртни средства или за рефинансирање на стари долгови, туку стриктно за инвестиции, односно за основни средства. Дали ќе биде тоа градежни, дали ќе биде тоа во машини, сето тоа спаѓа во инвестиција, која многу значи за понатаму за развивање на целото стопанство. Сега, колега Јамалов, како ќе се користат овие средства кои се обезведени, мораме да кажеме, од нашите сојузници, кои многу не поддржуваат и се по доста поволни услови, како што кажавте? Дали има ограничување во тоа во кој правец може да се користат тие средства? Дали може би пак имате некаква информација од аспект на тоа кои најмногу се заинтересирани за да учествуваат на овој повик, на оваа акција, да ја кажеме, која што ја предводи и ја организира владата? Така. Значи во целиот процес се вклучени сите комерцијални банки. Нема никаква дискриминација, односно 12 комерцијални банки сите во Македонија се сведени во овој процес. Заинтересираноста на сите компании е многу голема. Значи сите, нема услови каде што ги ограничуваме, дали се тоа микро, мали, средни или големи предпријатија кои што сакаат да земат од овие кредити. Сите што сакаат да инвестираат во својата работа, да ја прошират својата дејност или да
или инвестираат во инфраструктура, на сите им е дозволено да аплицираат во своите комерцијални банки со кои соработуваат, преку развојната банка ќе им бидат доделени тие средства. И има интерес. Според мене неофицијални информации, досега самите комерцијални банки имаат кажано дека има околу 400 милиони побарувања, што значи овие 250 милиони евра ќе ни бидат малце, и од тука јас како пратеник и како моите колеги пратеници што комуницираме, можеме во иднина да размислуваме на проширување на оваа кредитна линија, на нов закон, се со цел да им придонесеме и да им го овозможиме на сите компании кои што имаат желба да инвестираат во Република Македонија. Добро. Например, навистина тоа е за пофалба заради тоа што интересот е голем кај стопанствениците за овие ефтини пари, да можеме барем сминам дека Буквално се ефтини пари. Така да Пошто да споредам со Европска унија, Дојче банка дава со 1,5% камата инвестицијски. 1,5-2%, што значи ние се доближуваме до европските кредити. Така. Со овој кредит. И сите овие бенефиции кои ќе ги чувствуваат стопанствениците, според ваше искуство, еве како сопственик, стопанственик, нели, имате искуство во сето тоа да се организира производствен процес, нели, сето тоа што придонесува кон бенефит да имаат вработените. Што значи тоа сега вашето искуство за подигањето на овие вакви кредити? Што тоа ќе значи за граѓаните, за Едноставно, овој кредит е со многу подобри услови, како што кажав и претходно, за разлика од комерцијалните кредити, каде до сега сме конкурирале и сме инвестирале со тие. Сакам да кажам дека каматната стапка изнесувала 4, 5, 6%, зависи од која комерцијална банка, зависи од обезбедувањето, административни трошоци, за разлика од овој кредит кај што нема административни трошоци за евалуација на самиот кредит за самата банка, еднократен трошок при исплата исто така нема, што значи дека и тука сме лесниле. Поволностите се многу големи и тоа многу значи за нашите фирми. Интересот од приватниот сектор е многу горен. Така да во иднина треба да размислуваме на проширување на оваа кредитна линија. така. И сето тоа би довело на крај граѓаните да го почувствуваат бенефитот од тоа, а тоа е да се зголемува нивната куповна моќ. Јас не сум економист по професија, но јас знам дека како обичен граѓанин и не многу познавач на економијата, дека куповната моќ треба да се зголемува на граѓаните. И тие да имаат можност кога ќе отидат во маркет да бидат слободни во изборот, во организирањето на нивното секојдневие. Сега, сето ова нели би придонело кон тоа да се зголемува нивната куповна моќ. Каков е интересот и што значи ова кредитна линија за стопанството и економијата? Може ли вака едно поопширно видување или поглобално видување за тоа што се ова значи за стопанството и за економијата? Самата кредитна линија представува инвестицијски бум. Според заинтересираноста на голем број на фирми да бидат вклучени во овој кредит, доаѓаме до ситуација каде што самата економија ќе се предвижи. Сега има од повеќе страни, со самата економија, со самото инвестирање се вклучуваат и други секундарни вложувања во повеќе фирми, купување на машини, купување на градежни материјали. Тоа е трајно. Тоа е трајно, тоа ќе остане. Со самото инвестирање во нови производствени погони се зголемува и бројот на вработеноста, односно се намалува невработеноста. Со самото зголемување на побарувачката на работна сила, ние ја кренуваме природно цената на трудот. Значи, зголемување на самата цената на трудот и зголемување на платите, и со тоа придонесуваме за куповната моќ на граѓаните. Така е. Ова е може би и поврзано и со минималната плата, продуктивноста на граѓаните со овој чекор. Вака ќе се зголемува природно продуктивноста на граѓаните, на работниците продуктивноста, за природно и да растат нели платите и финансиите.
на граѓаните да се зголемуваат. И сега, имате ли некакви сознанија за тоа колкав е интересот на стопанствениците за користење на овие финанси од аспект на тоа кои се заинтересирани најмногу, дали трговците, дали можеби производството, производствените линии, кои сектори најмногу учествуваат во тие? Заинтересираноста е многу голема, најголема е пред се кај преработувачката индустрија, односно кај производителите. Нас тоа ни значи многу, што знаеме производството колку повеќе се зголемува, толку се зголемува и бруто домашниот производ. За разлика од увозниците, тука ние имаме бенефит, пошто директно ги финансираме и ги помагаме нашите производствени капацитети, односно домашните компании. Со тоа се зголемува бруто домашниот производ, со тоа се зголемува поборувачката на работна сила, се крива цената на трудот, така да овој кредит е многу поволен и е на инекција во стопанството која ќе придонесе зголемување на инвестициите, не само на странските директни инвестиции, туку и на инвестициите на домашните производствени капацитети. Така да бруто домашниот производ очекувам во наредниот период да не биде 3,2%, туку да одиме до стапката од 5%, која беше едно од нашите ветувања во предизборната кампања. Ова представува еден квалитетен основ за да се движи економијата во нагорна линија. Чисто како за пример ќе го спомнам и вчерашната прва транша која што се направи од Министерството за финансии кон компаниите во вредност од 10,4 милиони евра. И сето ова што ние вечерва го зборуваме, всушност значи, јас себе како професор по географија, сега ќе се вратам на она што сме го зборувале за стопанството, значи да се развиваат примарниот и секундарниот сектор во стопанството во Македонија. Бидејќи услужните дејности не може самите само тие да се развиваат, мора нештото да почне и од основата. Тоа ќе значи дека можеби Македонија има надеж да произведува храна многу повеќе од она што сега во земјоделството пример се прави, да Македонија произведува многу повеќе за сопствените потреби, да не бидеме толку увозно зависни. Тук Да, значи имаме зголемен извоз. колку поголемо е производството, толку помал е увозот на сите продукти во Република Македонија. Како што знаеме, нашата земја е земјоделска, имаме добри услови да ја направиме земјоделска јака, силна држава и да ја вратиме на патот како увозна ориентирана, извозна ориентирана околу земјоделските производи. Да. Условите ни се природните ресурси ни дозволуваат тоа, условите природни ни дозволуваат, само треба да имаме добри политики и со уште неколку други мерки да ги поддржиме производителите, земјоделците во овој сектор. Така, тоа веќе и се работи. Владата умешно го работи сето тоа со самото ова што се обезбедува овој кредит под вакви поволни услови во соработка со сите институции на државно ниво, бидејќи многу од луѓето го препознаа моментот на добрата намера за да се крене стопанството и економијата да оди во нагорна линија. Александар, благодарам за гостувањето. Благодарам на поканата, Вети. Почитувани, крајниот бенефит од сето ова што се работи во Македонското собрание го чувствуваат граѓаните. Нагорната линија на која што сакаме и се трудиме да работиме за да се зголемува и подобрува економијата во Македонија е нашата цел. До следната недела ве поздравувам.